Денеска православната црква ги празнува преподобниот Теодосий Велики и блажениот Михаил. Преподобниот Теодосий Велики, прв основач и организатор бил на монашкиот живот. Роден е во областа Кападокија, во селото Магоријаси од благочестиви родители. Како младич го посетил светиот Симеон Столпник, кој го благословил и му прорекол голема духовна слава. Со кадилницата во која ставил студен јаглен и темјан, Теодосий барал место каде би се населил и би изградил манастир и застанал таму каде што јагленот се запалил самиот од себе. Тука се населил и почнал да се подвизува. Наскоро се собрале околу него голем број монаси кои зборувале различни јазици. Затоа тој изградил црква за секој јазик посебно и така истовремено се служело и се пеело за славата Божја на грчки, ерменски, грузиски и други. На денот на причесната целото братство се собирало во главната црква во која се служело на грчки јазик. Трпезата била заедничка за сите. Заеднички били целиот тимот, заедничка работа, заедничко страдањето, а неретко и гладувањето. Теодосий бил возвишен пример на живот за сите монаси. Пример во труд, пост, молитва, бдение и во сите христијански добродетели. Бог го обдарил со дарба на чудотворство, да може болни да исцелува, надалеку да се јавува и да помага, ѕверови да скротува, и днината да ја гледа, леп и пченица да умножува. Молитвата му била на устата деноноќно. Се упокоил мирно во Господа кога имал 105 години од раѓањето во 529-та.
Блажениот Михаил. Заради Христа безумен. Русин од кнежевски род. Се преправал безумен пред светот за да ја скрие својата дарба, та луѓето да не го фалат. На тој начин си припремил за себе пофалба пред Бога. Се упокоил во 1453 во Плопскиот манастир во близина на Новгород, каде му почиваат неговите мошти. Достойно est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i Mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju besravnenija serafim, bez istlenija Boga slova rošuju.